за подобрување на животната средина во општина Прилеп, а во насока на подобрување на амбиенталниот воздух, тоест намалување на загадувањето на амбиенталниот воздух во нашата општина и во нашиот град. Советот на општина Прилеп во буџетот за 2020 година издвои 6 милиони денари за субвенционирање на клима инвертори и велосипеди, од кои 4 милиони денари издвоива за субвенционирање на клима инвертори и 2 милиони денари за велосипеди. Да напоменам само дека од тие 4 милиони денари за субвенционирање на клима инвертори ќе бидат опфатени отприлика околу 400 семејства, на кои што ќе му бидат субвенционирани најмногу до 10.000 денари, а за велосипеди субвенционирање ќе биде максимум до 5.000 денари. Исто така отприлика околу 400 семејства ќе бидат опфатени со овој јавен оглас. Да напоменам дека суштината е и загриженоста на општина Прилеп за подобрувањето на животната средина и подобрувањето на чистиот воздух во нашата општина, во нашиот град, ќе ги поттикнеме граѓаните да не се греат на огревно дрво, јаглен и нафта, туку да ги купат овие клима инвертори. Тие 400 семејства се надевам ова и наредната година и наредните години ќе ги користат, а исто така граѓаните што ќе бидат субвенционирани со најмногу 5.000 денари за велосипеди, се надевам дека нема да ги користат моторните возила за одење и извршување на своји потреби и работи во градот, туку ќе ги користат овие велосипеди. Субвенционирањето ќе биде на принципот прв дојден, прв услужен. Јас се надевам дека во овој временски период од утре 3 март до 31 март, каде што ќе биде временскиот период за апликација на граѓаните за она што е потребно за добивање на овие субвенции, ќе бидат во склоп на овие 6 милиони денари, тоа е 4 милиони денари за субвенционирање на клима инвертори и 2 милиони денари за велосипеди. Најбитно да бидат фискалните сметки издадени, тоест купени овие инвертори и велосипеди од 3 до 31 март оваа година. За тој временски период ќе важи ова субвенционирање оваа година од овој буџет. Се надевам дека тоа граѓаните од општина Прилеп ќе го искористат. Да напоменам само тоа дека само еден член од едно семејство може да ги користи овие услуги. Значи може еден член да ги користи и за инвертор и за велосипед, така да може 20 членови да ги користат овие субвенции или едната или другата варијанта. И условите ќе бидат да немаат користено, а се надевам дека до сега, пошто ова еден од ретките градови Прилеп, општина Прилеп, каде што издвојува средства за субвенционирање на инвертори за велосипеди, да го имат платено данокот на општината, да бидат граѓани на општина Прилеп и мислам дека треба изјава да дадат на нотар дека се тие сигурни и да напоменам се и во овој на почетокот пред апликацијата на огласот на граѓаните дека за поставувањето на клима инверторите ќе има формирана комисија од општината, каде што ќе биде на лице место каде ќе бидат тие вградени. Така да мислам дека ќе се остават минимални услови за шпекулации или за кршење на правилата за добивање на инверторите. А за велосипедот свакако ќе биде на достап виден дека е тој купен во тој временски период и покажаната фискална сметка.